Ризик по животот на Христијан Мицкоски нема, изјави денеска на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Освен тоа, во ниту една полициска станица до тој момент од Мицковски не било пријавено ништо, дополни Спасовски, со што го анулираше синокешното тврдење на опозицијскиот лидер дека бил веројатна мета на сега приведениот од вчерашните протести. До сега немаме пријава во ниту една полициска станица дека има било какви закани. Конкретно значи дека има против Христијан Мицкоски. Имаше моменти, зборувам за некој период претходно, во кој што и самиот побара да се направи проценка во делот на безбедноста, му беше доделено обезбедување, после тоа кога заврши таквата потреба нема, така да во секој момент може да пријави ако има било каква закана по живот. Спасовски денеска потврди дека во амбиент на протести ништо не може да се предвиди, но дека полицијата превентивно и за време на протестите направила се да биде под контрола. Значи, на основа на сите планови и проценки кои што се направени, и таму не се дозволи апсолутно да има било каков инцидент. Не се дозволи. Затоа што вие знаете дека никој не може да знае во одреден момент што ќе се случува. Никој не очекуваше ни завчера дека пред собрание може да се случи тоа што се случи и да бидат повредени 47 полицајци. Наспроти ова, доцна синеќа, лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски одржа воредна пресконференција на која категорично тврдеше дека вперениот пиштол од присутен на протестите бил наменот за него. Спротивно од Спасовски, денеска на прес во име на ВМРО ДПМН се појави некогашниот технички министер за внатрешни работи Наке Чулев, кој меѓу другото истакна: за време на вчерашниот инцидент, од причини познати на министерот, на оваа локација, каде е неопходно дури и висинско обезбедување, видливи беа само тројца позорникари. Ова значи дека целосно е потфрлено во физичкото обезбедување со непредвидување на доволен број на полициски сили и соодветни материјално-технички средства. Дополнително, од професионално неразбирливи причини, мистериозно затаило и оперативното обезбедување, Оливер Спасовски треба кривично да одговара и самиот да си поднесе оставка. Оставка треба да си поднесе и министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој повикуваше и се закануваше со етнички инциденти доколку не помине предлогот со кој Македонија ќе се асимилира и бугаризира.